Добар ден на сите. Моето име е Ален Јованчев. Ученик сум во трета година во средното училиште на град Скопје, Владо Тасовски. И во оваа лекција ќе го објаснам начинот на пополнување на инструментот на платен промет ПП50, налог за јавни приходи. Налогот за плаќање на јавни приходи, образецот ПП50, како инструмент на платен промет се користи кога физичко или правно лице треба да уплати средства на сметка на државна институција. По основ на јавен приход, плаќањето може да изврши безготовински преку трансфер на пари од една на друга трансакцијска сметка или готовински за плаќање со пари во готовина. Секогаш кога плаќањето го вршиме во пошта или банка, задолжително со себе треба да носиме документ за лична идентификација, лична карта или пасош со кој ќе го докажеме својот идентитет. На овој слайд се прикажани личната карта и пасошот издадени од Министерството за внатрешни работи. Во нив има податоци за нашето име, презиме, датум и место на раѓање, един схематичен број, место и адреса на живење, бројот на документот кој го издал и датум на важење на документот. Пополнувањето на налогот за јавни приходи ќе го објасниме со конкретен пример. На ден 10 ноември 2025 година, како студент на Филозофски факултет во Скопје, си уплатил 150 денари за активност на факултетско собрание. На жиро сметка на Филозофскиот факултет, назив на примачот, буџет на РСМ Филозофски факултет, банка на примачот, Народна банка на РСМ, сметка 100000000630095. Сметка на буџетски корисник 1600104227788818. Приходна шифра 723119, програма 41, повикување на број, задолжување 723119 Најпрво ја пополнуваме левата страна од образецот ПП50 со наши податоци бидејќи ние сме налогодавачот. Налогодавачот пишуваме Алек Николовски, нашето место на живење, улица Гоце Делчев, број 5, Скопје. Банка на налогодавачот може да биде било која банка, во која имаме отворено своја трансакцијска сметка, на пример комерцијална банка, и ја внесуваме нашата трансакцијска сметка, на пример 3001234567891123. Го пишуваме нашиот единствен матичен број, на пример 10120007450123. Врз основа на примерот ги внесуваме податоците за повикување на број, задолжување 7231191118. И која е целта за уплатење на парите? Во овој случај, во цел на дознака, пишуваме за активности на факултетското собрание. Преминуваме кон пополнување на десната страна на образецот, со внесување на податоци кој ќе биде примачот на средствата кои ги уплатуваме. Во конкретниот пример, кај назив на примачот пишуваме буџет на РСМ, Филозофски факултет Скопје. Во делот банка на примач пишуваме Народна банка на РСМ и ја пишуваме трансакцијската сметка 1000000000000630095. Износот на пари кои треба да ги уплатиме изнесува 150 денари, при што внимаваме денарите да ги одделиме од дените со ставање на запирка и внесуваме 2 нули по запирката. Потоа ја внесуваме сметката на буџетски корисник 1600102422778818. Приходната шифра 723119 и програма 41. Во начин на плаќање пишуваме 2, бидејќи ова значи редовно, а не итно префрлање на средствата. На крај го пишуваме датумот и местото на уплата 10.11.2025, место Скопје. Се надевам дека со оваа аудио видео лекција ви помогнав во објаснување на начинот на пополнување на инструментот на платен промет ПП50, налог за јавни приходи. Ви благодарам за вниманието.